Продолжуваме со предвидените содржини за овој дел од утринскиот брифинг. Руско-украинската криза го крена на нозе целиот свет, но оваа тема која не засега сите во Европа, најголем дел од светот, најболна секако е за украинскиот народ. Галина Полјова е украинка мажена во Македонија. Веќе 4 години живее како наш сограѓанин, но во овие тешки моменти мислите и се со најблиските. Пред повеќе од 24 часа Русија изврши инвазија врз незината земја со изговор дека наводно немала друг избор освен да присегне по ваков чекор. Но да ја оставиме политиката настрана, да се осврнеме на тоа дали во 21 век оружјето, насилството, крвопролевањето ги оправдуваат средствата или само се задоволуваат нечии апетити. На крајот, секоја војна завршува со договор, но народот ја плаќа цената во страдање и губење на животите на најмилите. Каков е во моментов животот во Украина, кои се пораките кои ги испраќа украинскиот народ, што велат нејзините најблиски за целата новонастаната ситуација, се прашањата на кои ќе се обидеме да добиеме одговор. Галина, ви благодарам што одвоивте време денеска да бидете наш соговорник и одблиску да поразговараме за оваа, би рекол, несретна и болна ситуација. Втор ден Русија врши бомбардирања и напади врз најголемата по територија европска земја, врз вашата татковина. Медиумите постојано пренесуваат информации за борби на терен, има и поголем број загинати. Како се чувствуваат сограѓаните, вашите роднини во Украина? Добро утро, ако можам така да кажам, благодарам за поканата. Што се односува до прашања, па на почеток сите беа многу вознемирени, се исплашиле многу, не знам, никој не очекувал дека Украина ќе се бомбардира целата територија. Кренала малку паника, сите оделе да купуваат на пазар нешто во маркети, купуваат бензин, не знам, си имнуваат пари, ама после ситуација се стабилизирала, се смириле сите, почнале да анализират ситуација, така да сега на овој начин можам да кажам дека се посмирено. Така, за жал информациите кои што пристигнаа утринава не се добри. Во текот на целата ноќ Киев бил под големи бомбардирања од страна на руските воени сили. Од кој дел на Украина ни доаѓате и каква е ситуацијата таму? Контактирате ли со семејството таму? Што кажуваат тие? Има ли војни действија во областа каде што претходно живеевте? Јас сум од Западна Украина, од град Лвив. Во мој град моментално немаме никакви војни действија, ама еве пред пола сат зборила со мајка ми и беше уклучена во град сирена за противвоздушна одбрана. Сите требале да се скријат негде во подрум или негде да биде безбедно. Тоа е тоа, значи во мој град све е мирно. Може тоа што сите консулства од Киев дојдоа кај нас во наш град. Вчера имаше некои информации дека во текот на вчерашниот ден бил бомбардиран и аеродром, ако не се лажам, токму во ова место во кое што вие го спомнувате во Западна Украина. Точни ли се тие информации? Не мој град, ама тоа е па негде 80-100 километра од Лвив. Беше бомбардиран аеродром во тој град. Исто така беа бомбардирани и други аеродроми наоколу. И сега имам информација дека се бомбардира исто во близина на мој град, друг град на Западна Украина, исто така. Така, во Украина споменавте се твоите родители и сестра. Таа со својот сопруг работат како медицинари во украинската војска. Стравувате ли за животот на вашите најблиски? Секако многу се плашам за сите мои родбини кои живеат таму и знам дека ситуација е многу нестабилна, многу страшна. Така да, наравно, многу се исплашена за нив. Така, украинските власти
Вчера повикаа на општа мобилизација на населението, донесоа забрана сите машки лица од 18 до 64 години дека не смеат да ја напуштат територијата на Украина. Има ли некој од твоите роднини кој што е повикан во редовите на одбраната? Па еве, моја сестра, она е воено обврзано лице, исто така и маж. Татко ми веќе не припаѓа на таа категорија за мобилизација. Тоа е тоа, други информации за сега немам. Така. Планираат ли твоите да ја напуштат земјата и доколку би го сториле тоа, каде гледаат прибежиште, односно безбедна зона? Не, никој од мој ни фамилија, ни другари, никој не сака да напусти Украина. Ама ако би била потреба, мислам би дојдоа кај мене во Македонија. Така. Изминативе денови гледаме видеа во кои и по старото население се подготвува да ракува со оружје и да дава отпор на окупаторот. Спремни ли се да се борат до крај? Молам, не слушам прашање. Дали се подготвени да дадат отпор, да се борат до крај, бидејќи изминатиот период гледавме видеа по медиумите каде што и по старото, повозрасното население се подготвува да ракува со оружје? Секако, значи, сите украинци сега се обединиле заедно да бидат, да дадат отпор на противна Русија и има многу што ми многу се допаѓа дека и бизнес во Украина исто така поддржува финансиски наши војска, значи има многу волонтери кои помагаат, фондови различни за различни потреби на војска или на кому треба потреба. Сите спремни и сите сакат да дадат отпор на Русија. Политичарите постојано повикуваат на помош од западните сили, но што вели народот? Очекува ли народот помош од западните сили и од НАТО во борбите со непријател? Како што гледам, Украина како прво брои само на своји сили, ама јас мислам дека Украина и не треба да бара помош од други западни држави, до Америка, само они сите морат, не треба, ама морат да дадат нам поддршка, помош, што било што за да одбиеме овој отпор, затоа што во Будимпешта, во меморандум на Будимпешта, сите тие држави нам гарантирале безбедност, суверенитет и сега мора да исполнат тие обврски. Очекуваа ли вашите украинци ваков развој на настаните со оглед дека претходно и се даваше предност на дипломатијата? Се очекуваше ли овој напад од Русија? Па се зборило, мислам, нападот беше неочекуван за обични луѓе кои не знале цела информација, како што знаела влада, веројатно. Ама се зборило веќе неколку месеци дека ќе биде војна, веројатно. Само никој не очекувал дека ќе биде така одеднаш бомбардирање со бомби, ракети, артилерија, со авиони, со све одеднаш. Добро. Украина е поранешна Советска република, но потоа со распадот на СССР 1991 година стана независна држава, но реално остана зона на влијание од страна на Русија, која имаше поставено руска управа. Во 2014 година се случи Мајдан, односно со смената на Јануковиќ од претседателската функција, власта беше преземена од страна на украински функционери. Каков беше животот до тогаш под руска управа, бидејќи во тие моменти и вие живеевте таму? Можам да кажам, се осеќало и тогаш се осеќавало дека Русија као влијание, руско влијание во Украина. Мислам, такво за различни врсти на животот во Украина се осеќало дека Русија има влијание во Украина, тоа можам да кажам. На многу луѓе тоа не се допаѓало, така да. Така, како беше со животот со вашите сограѓани руси? Дали имаше меѓусебно разбирање или отсекогаш постоеле тензии и нетрпение меѓу двата народа? Ова го прашувам за да направам дистинкција, дали во целата ситуација во која на кантар се ставаат човечки животи станува збор само за политика?
Никогаш во Украина не било некакви проблеми меѓу украинци и русите кои живеат во Украина. Значи, то само на руска пропаганда можеле да погледнеме дека има неки проблеми меѓу украинци и русите, а уствари реално уопште никакви проблеми никогаш немавме. Значи, сите живееле мирно. Да, вчера гледавме и во многу градови во Русија се протестираше за да се прекине со војните активности. Сметате ли дека рускиот народ не ја сака оваа војна која што во моментот се случува во Украина? Молам, не послушна прашање. Вчера, во текот на вчерашниот ден, се одржаа големи протести и во поголемите градови во Русија. Сметате ли дека рускиот народ не ја сака оваа војна? Тешко прашање, затоа што немаме информација, реална информација. Покажуваат дека има луѓе кои протестират, така да не можам да кажам дека мислам има врста на луѓе секако дека кои е против војна со Украина, ама мислам има многу кои поддржуваат. Барем така изгледа, ама не сум сигурна. Овдека во Македонија сте имале средби со граѓани на Русија. Каква е комуникацијата тука? Имате ли нормални односи или и тука се чувствува нетрпеливост, нетолеранција? Во Македонија не сум сретнала никогаш со руси, така да не можам да кажам за ова ништо. Так. Галина, јас ти благодарам за ова вклучување во утрински брифинг, секако и ние од екипата тука, но и државата, народот е со вас, ви дава поддршка што побрзо да заврши целата оваа ситуација, да се реши по мирен пат и да има што помалку жртви. Ти благодарам уште еднаш. Фала ви, поздрав.